за безбедност, одбрана и мир. Вака, овој труд денес, кој што ќе го елаборираме, е, да речеме, една макровизура за современите проблеми и тенденции кои што го одликуваат безбедносниот сектор, преценили феноменот на недржавни актери кои што се инволвирани во процесот на безбедност, значи од една страна и како придонесувачи во одржување и унапредување на безбедноста, но и како извор на закани по безбедноста, како на локално, регионално, така на национално и на глобално ниво. Значи, ретроспективно може да се извинувам да зборуваме за безбедноста и државите однели Француската револуција, кога државата се формирала како ентитет во меѓународните односи, понатаму да речеме 20-тиот век кој што е нели турбулентен со двете светски војни и така натаму, крајот на студената војна нели како едно клише од каде што се почнува и завршува, и тука би ја додала и да речеме Кримската криза, каде што после 2014 и анексацијата на Крим се воведуваат едни нови терминологии, да речеме една нова микроера во анализата на безбедносните тенденции, каде што се диференцира терминологијата хибридни закани, што фактички доаѓа како некој субститут или надградба на асиметричните закани кои што своевремено ги учевме или учевме како да ги менаџираме, да ги надвинеме. Во таа насока, значи, би продолжила дека безбедноста е сериозен предизвик, нели, како за државите кои што имаат формални механизми за одржување и унапредување на безбедноста, формални механизми на контрола, меѓутоа или други актери кои што се повеќе влегуваат во тој домен на зачувување, очувување на безбедноста од една страна и од друга страна нејзино загрозување. Тука во овој труд тематиката е поделена на 9 реалности со кои што се соочува нели безбедносниот сектор и релативно се апликативни на целиот свет, без разлика дали само збор за држави од првиот свет, да речеме најразвиените, оние на средината со средно влијание и оние нели слаби мали држави во кои што може би спаѓаме и ние, меѓутоа нели тоа е во некој друг домен. Првата реалност, како што напоменавме, представуваат нели недржавните актери, што конкретно тоа подразбира. Одредени поединци со огромно влијание кои што нели имаат network или вредност поголема од некои буџети на одредени нели држави кои што не се така незначителни, кои што се стремат да го наметнат своето влијание. Тоа нели особено е видливо, да речеме, и во оваа пандемиска криза која што го затекна цел свет, каде што нели покрај оние формални, да речеме, тела, тука играат улога и разни други филантропи, па тука се оспорува нели нивната мотивација зашто го прават тоа и така натаму, мислам дека нели ви станува јасно зашто станува збор. Втората реалност се однесува на мултинационалните корпорации кои што исто така имаат големи буџети, големо влијание, да речеме, компании кои што произведуваат воена опрема, не знам, Lockheed Martin, да речеме од американскиот военно-индустријски комплекс и така натаму, и како нели многу други кинески и руски компании кои што нели го водат приматот во однос на таа технологија, во однос на имплементација на најпоследните нели крикови на технологијата, суперсонични оружја, антибалистички одбранбени штитови и така натаму, кои што нели директно и индиректно или посредно и непосредно влијаат нели да речеме на цели геополитички текови, на цели владини естаблишменти и така натаму. И тука нели како што напоменав, само се осврнуваме на макро ниво. Јас сум имала чест со менторот посуштински во други наврати да истражуваме нели за да речеме и за приватната безбедност и нејзината позиција и улога во општеството и за да речеме сајбер безбедноста и така натаму, значи во интерес нели на ова експозе само така од еден концептуален, еден макро аспект ќе ги наброиме, да речеме така во стилот на содржината на оваа конференција од 100 годишнината, кој што правиме можеби еден вид ретроспектива на тоа што досега се
се работело и секако нели има уште многу простор за работа, за истражување и за академски придонес нели во општеството. Идеме нели на третата реалност која што се медиумите. Исто така е во современи услови на пандемија, гледаме нели колку е голема моќта на медиумите и како може да бидат инструментализирани и за да речеме конструктивни цели, меѓутоа и за дивергенција, за промена на цели мислења, да речеме за одвраќање на одредени стратешки насоки во однос нели на трасирање друг пат, тие нели фейк нюз, лажни вести кои што не преплавија во последниве неколку месеци, каде што дојде до тотална ерозија нели на сите воспоставени авторитети од Светска здравствена организација до медиумски конгломерати и така натаму. Преценили во оваа насока треба да се напомене дека медиумите треба да се гледаат никако непријатели, никако пријатели од однос на безбедносниот аспект, бидејќи нели тие се некогаш во некоја спрега задираат во прашања кои што се под превозот нели на тајновитоста, на доверливоста, меѓутоа нели сепак живеат во една симбиоза и си се потребни едни на други во разни ситуации, нели се дел од сетата една општествена целина. Четвртата реалност се однесува на невладините организации, кои што, како и другите досега наброени недржавни актери кои што имаат удел во одржувањето на безбедноста, имаат нели едно посебно место, без разлика нели во кој контекст се наблюдувани, дали од конструктивен или деструктивен аспект, нели вредно е да се спомене нивното присуство и нивниот удел, некогаш нели имаат негативен предзнак, се гледа на нив со недоверба, особено нели од тој класичен владин сектор, меѓутоа сепак имаат една улога на коректор, на баланс во однос нели и на одржување на таа транспарентност и одржување нели на владењето на правото и како што е напоменато во многу наврати, нели тој државен апарат е робусен, не може секогаш да соодветно да одговори во брз временски период на сите динамични промени што се случуваат во општеството, па ете невладините организации можеби се како еден суплемент, како еден додаток, една испомош во однос на управување со безбедносниот сектор. Значи, тие се секако признаени од страна на Обединетите нации, формално се институционализирани во централните регистри на државите и така натаму. Одиме нели на петтата реалност, кој што е нешто поинаку од сите досега наброени, станува збор за организираниот криминал кој што е така солидно инкорпориран во многу држави, во многу процеси на одлучување и така натаму, значи кој што представува да речеме држава од држава или општество од општество. Гледаме нели преку медиумите се информираме на кој начин нели тие функционираат, визуелно така илустративно. Фотографиите нели говорат за што станува збор од недозволена сеча до шверт на, не знам, животински органи и така натаму до, не знам, шверт на оружје и дрога, како нели класични веќе многу познати активности, меѓутоа нели како што е напоменато и во трудот и можете нели пошироко да прочитате кога ви интересира, значи организираниот криминал кој што бил проучуван од страна на една географска ограниченост и една културолошка и политичка средина, преоѓа нели ги преминува границите и станува збор за еден баш глобален проблем, една пандемиска димензија, која што нели самите држави од една страна не можат да ја изменаџираат, да речеме така актуелно, и на тој начин во овој контекст нели тие недржавни актери може и да се покажат како пријатели, како нели здружени сили за надминување на овие феномени. Шестата реалност се однесува на тероризмот, за кој што веќе скоро 2 децении говориме многу, меѓутоа и понатаму еве завчера имаше нели на нашата територија една сериозен настан кој што можно е опасно звучи, значи покрај толку големи напори, толку средства вложени, толку дела на меѓународно и на државно ниво, значи тероризмот
не престанува да биде една актуелна закана за државите, без разлика, како што рековме, во кој дел од светот правиме анализа, значи колку што се ранливи големите држави, моќни, толку се ранливи, да речеме, некои држави кои што едноставно немаат финансиски институционален капацитет да ги надминат овие работи. Седмата реалност се паметните противници или оние, како што ги споменавме, сайбер закани, хибридни војувања, каде што воопшто нема ни потреба да се користи насилство, нема потреба да се рекрутираат екстремисти, идеолошки задоени личности кои што се спремни нели да извршат така физички напади, значи станува збор нели за оној феномен Internet of Things, значи сите уреди се веќе поврзани мрежно, значи може да бидат злоупотребени, манипулирани нели за постигнување некакви пред се политички, економски цели, но и идеолошки, и тука нели да страдаат сепак лица кои што се воопшто не инволвирани и невини во однос на тие текови. Понатаму, осмата реалност е глобализацијата, која што нели покрај тоа што беше така розево, да речеме, идеалистички представена и нели секогаш имавме еден позитивен презнак во однос на неја, сепак глобализацијата донесе некои така негативни трендови кои што влијае нели како на многу други сегменти, така и на безбедноста, како што напоменавме, веќе оној класичен судар држава против држава е можеби надминат, иако еве да речеме Турција и Грција и ова новите наоѓалишта на газ, не знам, докажуваат дека може и тоа пак ќе се реактуализира. Глобализацијата нели ни покажа вака исто, ќе кажам на макро ниво, ќе дефинираме дека конфликтите и заканите по животот, добросостојбата на луѓето веќе не познаваат ниту национални, ниту било какви граници. Тоа доказ за тоа ни е мигрантската криза, еве активностите на ИСИС и на други радикални групи и така натака. Значи тоа е тој асиметричен процес кој што од една страна доведе и нели слободен пазар, отворен проток на луѓе, меѓутоа покрај сите позитивни циркулации доведе секако негативни појави кои што нели ова конференција, да речеме, еден мал притонес академски, теоретски во однос на елаборација на минување на тие проблеми, пред се нели во анализата на работата на тековните активности на релевантните институции со кои што нели сме во соработка како академски работници, бидејќи нели секој труд не може да е така само напишан од самиот себе, туку секако мора методолошки да се подбира на релевантни факти од соодветните нели институции. И деветата реалност е поврзана со приватизацијата на безбедноста, која што може да биде гледана и низ призмата на позитивниот аспект и негативниот аспект, како што нели напоменавме на почетокот, сите овие реалности може да бидат гледани од минимум две визури, од минимум две призми. Од една страна приватизацијата на безбедноста е, како што рековме, суплемент на државниот безбедносен апарат и нели се по комплексниот живот на општествата и човештвото, каде што регуларните полициски сили немаат ниту капацитет, ниту овластување да ги навасаат, да речеме вака, сите потреби на човештвото, па тука нели ускокнува таа приватна безбедност, која што секако е етаблирана, регулирана, нели со посебни закони, норми, процедури, овластување и така натаму, така што станува збор за еден конкретен сегмент од општеството, кој што веројатно и добро веќе се развива и имаме можност да го истражуваме. И од другата страна, да речеме, негативниот аспект во однос, мислам дека тука станува збор, негативната страна на приватната безбедност е во однос на активностите на меѓународен план, кога, да речеме, од една држава приватни војни безбедносни компании се најмуваат за да оперираат и да вршат активности во друга земја, каде што се ствара таа нејаснотија во однос на нивните овластувања, командата и контролата и, да речеме, санкциите доколку се прекрши меѓународно хуманитарно право, обичајно право на војување и така натаму, сите темели со децении, со
милениуми воспоставување нели човечки интеракции во однос на конфликт, војна, мир и сите тие нијанси помеѓу. Во таа насока нели современата глобална безбедносна цена може да ја карактеризираме со две навидно спротивставени тенденции: интернационализација и приватизација, како што нели рековме, можеби сега со пандемијата се враќаме пак кон оние национални граници, имаме недоверба кон она другоста, да речеме, и така натаму, што нели е еден комплексен, дури филозофски, нели да речеме, процес на дефиниција, дали светот оди кон дополнителна интернационализација или повторно нели се враќаме на некакви веберијански тези, каде што нели државата повторно се враќа во центарот на тежиштето во однос на нели тие безбедносни анализи. Јас ви се заблагодарувам за вниманието, беше моја чест, добро здравје и пријатно. Беше наша чест. Така да скратим овото донешно. Сакам да скратам, така да нема да објаснам што се хибридни закани, што е терминот хибридна војна, хибриден конфликт и така натаму, затоа што тоа ќе биде во трудот се објасни, за да не одземам многу време. Така да трудот е правен врз основа на документи кои нашата држава ги прави или се труди да се вклопи во работата на Комисијата на Европската Унија во разбивање или правење стратегии за одговор на заканите, на хибридните закани и справување со истите, односно справување со последиците од истите од хибридните закани. Имајќи предвид дека нашата држава географски, нели, географската положба на Балканот каква е и таква, и сите овие испреплетени политички, историски, економски, етнички и други културни, верски односи во државите на Балканот и во ова се нова констелација на меѓународни севкупни односи во регионот и пошироко уште е изложена на специфични појави со можност последици по внатрешната безбедносна република. Исто така, имајќи го сето ово предвид, нашата република изложена е и на хибридни закани преку интензивна субверзивна пропагандна активност. Имајќи го во вид развојот на политичко-безбедносните процеси во регионот и напорите на земјите и на нашата земја, целосно интегрирање во Европската Унија, настапување на поедини структури од позиција на верски радикализам, насилен екстремизам, тероризам и постојањето на сложени форми на организиран криминал. Може некои изрази ќе бидат повторувани со колешката што Песка изложи своето излагање. Значи, нашата република нема усвоено единствена дефиниција во научната и стручната литература која ја дефинира хибридната закана како таква, но секако, од друга страна, па тоа е некако добро, што во поимањето на хибридните закани има флексибилност која се става во соодветност со еволуирачката природа на хибридните закани, насочени кон концепт под кој се подразбира една мешавина на присилна и субверзивна активност, конвенционални и неконвенционални методи, односно дипломатски, војни, економски и технолошки, кои можат да се користат на координиран начин од државни и недржавни актери со цел да постигнат специфични цели, настојувајќи да останат под прагот на формалната, нели, така наречена декларирана војна. Обично во досегашните концепти на дефинирање на хибридните закани, акцентот се става на искористување на слабостите, кои што генерираат, нели, нејасноти, се со цел да се спречат процесите на донесување на стратешки одлуки. Република Македонија засилува својата безбедносна соработка со Европската Унија, имајќи предвид дека имаме многу договори исклучено со Европската Унија за соработка на секој план.
на безбедностен, одбранбен, економски и така натаму. Така да и од оваа страна се вклучени во борбата против хибридните закани. Европската комисија во стратегијата за Западен Балкан и незиниот акцијски план повикаа на понатамошно развивање на учеството во активностите поврзани со хибридни закани, разузнавачки информации, просторни прашања и реформи во одбраната и безбедносниот сектор. Декларацијата усвоена на самитот на ЕУ Западен Балкан во мај 2018 година експлицитно се наведува дека дезинформации и други хибридни активности ќе се бараат заедно преку поголема соработка во еластичност, сајбер безбедност и стратешката комуникација. Во своите заклучоци на Советот за проширување и процесот на стабилизација и асоциација подеднакво беше повторена важноста од натамошно продлабочување на соработката во врска со прашањата на надворешната политика и преување со хибридните закани. Оваа заедничка комуникација утврдува мерки за борба против хибридните закани и за јакнување на еластичност на Европската унија и на национално ниво. Како отпорност на партнерите, бидејќи акцентот е ставен на подигање на свеста, се спроведува и се предлага да се усвојат посебни механизми за размена на информации со земјите членки и координирање на капацитетот на Европската унија за олеснување на стратешките комуникации. Истакнати се исто така мерки за зајакнување на еластичност во областа како што се компјутерската безбедност или сајбер безбедноста, критичката инфраструктура, заштита на финансиските системи од нелегална употреба и напори за борба против насилниот екстремизам и радикализам. За сите овие области, првиот чекор е Европската унија и земјите членки да ги спроведат договорените стратегии и земјите членки целосно да го спроведат постојното законодавство, а ќе бидат поставени уште по-конкретни мерки за зајакнување на овие напори. Во однос на превенцијата, одговор на хибридните закани и закрепнување од хибридните закани се предлага да се испита изводливоста на примена на принципот за солидарност во случај на далекосежни и сериозни хибридни напади. Капацитетот за донесување стратешки одлуки може да се зајакне со воспоставување на заеднички оперативни протоколи или оперативни протоколи. Конечно, се предлага да се зајакне соработката и координацијата меѓу Европската унија и НАТО како дел од заедничките напори за борба против хибридните закани. При спроведувањето на оваа заедничка рамка, високиот представник и комисијата инсистираат за започнување со употреба на релевантни инструменти на Европската унија. Важно е Европската унија да работи со земјите членки за да ги намали ризиците поврзани со изложеноста на потенцијални хибридни закани за државите и недржавните засегнати страни. Способноста на државите да спроведат да одговорат на хибридните закани преку изградување на црсти основи стратегија за комуникација е од суштинско значење за стабилноста на безбедносниот систем. Согласно потребата за понатамошно развивање на активности поврзани со хибридните закани, се јавува потребата да се спроведе истражување за утврдување на способноста на Република Македонија за детекција на хибридните закани, градење на отпорноста на хибридните закани и способност за справување со последиците од истите. Врз основа на добиените резултати од Европската унија и врз основа на спроведените истражувања, потребно да се предложат мерки на активности на владата, кои истата ќе треба да ги спроведе во насока на зголемување на капацитетите и способноста на Република Македонија со хибридните закани. Од тука, владата на Република Македонија формира работна група која има задача да спроведе истражување за утврдување на способноста на нашата држава за детекција на хибридните закани, отпорност на хибридните закани и
и способноста за справување со последиците од истите. Со основа на добиените препораки, по дел, а согласно резултатите од проведеното истражување, работната група ќе предлага мерки во насока на зголемување на капацитетите и на Република Македонија за справување со хибридните закани. Од тука излегуваат проценките за безбедноста, за безбедното окружување, можни закани и ризици. Заканите и ризиците се повторуваат меѓу од оние 9 што ги спомнавте вие, така да регионалното безбедносно окружување на нашата држава во изминатите период значително е подобрено сега. Нашата република однеодамна стана членка на НАТО, како и сите 3 соседни што се членки на НАТО, но сепак треба да се нагласи дека наследените проблеми, отворените прашања и несогласување од минатото упатуваат на тоа дека единствен начин за подобрување на безбедносната состојба во регионот и обезбедување на просперитет и координација на разновачно безбедносните сегменти и подобрување на соработката со соседите ќе донесе до подобри резултати. Заканите и ризиците кои се соочува нашата држава се комплексни и со крајни појавни облици. Предизвиците по националната безбедност на нашата држава произлегуваат и од сложеноста на односите во регионот, како и се уште недоволно развиените капацитети на демократските институции во земјите од регионот. Не се очекува вооружена агресија, како што рече колешката, врз суверенитетот и територијалниот интегритет на нашата држава од соседните држави. Но постои реална опасност од насилно нарушување на безбедноста од недржавни акти, бунтовници, платеници, терористи, екстремисти, криминални групи, сајбер и така натаму. Главни карактеристики на заканите од ова истражување и ризиците со кои ќе се соочува нашата република се непредвидливост, динамичност, асиметричност, хибридност и транснационалност со тенденција за предизвикување кумулативен ефект врз регионалната безбедност. Како прво се нагласува дека тероризмот кој останува актуелна закана не само по регионот и глобалната безбедност, туку и по националната безбедност на нашата држава. Современиот тероризам е глобален и неконвенционален, а се одликува со тесна поврзаност со насилниот екстремизам, особено верски. Иако веројатноста од изгледување на терористички напади на територијата на нашата држава се проценува дека е мал, сепак постои веројатност дека територијата може да биде користена како логистичка поддршка за акции и цели во близина на нашата држава или цели во Европа. Понатака екстремизмот во своите облици, национален, политички и верски, ќе продолжи да представува еден од главните предизвици по националната безбедност на нашата држава, но и за регионот. Историските противречности и несогласувања на етничка и верска основа представуваат сериозен предизвик и бавниот социјален и економски развој во регионот е плодна почва за одржување и пораст на меѓуетничките несогласувања. Изолирани, но и наменски креирани недржавни актери и групи би можел да го експлоатираат овие слабости за да предизвикаат внатрешни меѓуетнички несогласувања или судири, што би представувало сериозна закана од одбранбените и безбедносните капацитети на државата и во регионот. Во тој контекст, радикализмот предизвикан од делување на одделни верски групи, водени од идеологија на екстремен национализам и верска нетрпеливост, продолжува да биде сериозна закана како на среден, така и на подолг рок. Организираниот криминал во нашата држава се манифестира првенствено преку илегална трговија со наркотици, оружје, стоки и трговија со луѓе. Мигрантската криза, недоволно развиените демографски
државни институции и корупцијата се фактори кои придонесуваат организираниот криминал да биде една од најзначајните закани и ризици. Миграцијата која е првенствено резултат на конфликтите Блискиот Исток и Северна Африка не представува директна закана по националната безбедност, но на нашата држава, но може сериозно да ги оптерети одбранбено-безбедносните и останатите државни институции на краток и среден рок. Компјутерскиот криминал и загрозувањето на информатичката безбедност е актуелна и најбрзо растечка закана по глобалната безбедност. Најголеми последици предизвикани од сајбер криминалот би било евентуално загрозување на критичната инфраструктура, но и сегментите на системот за безбедност и одбрана на нашата држава, а сајбер заканите по националната безбедност ќе бидат се поактуелни, а на среден и долго ќе бидат едни од главните предизвици со кои безбедносниот систем на нашата држава ќе треба да се справи. Странските разузнавачки служби и нивното прикриено делување ќе продолжат да бидат закана по безбедноста на нашата држава, а крајна цел на ова действување е одолговлекување или попречување на евроатлантските процеси, првенствено членство на нашата држава во Европската унија. Економско-политичките проблеми се сериозен предизвик за голем дел од земјите во регионот, така да и регионалните и локалните конфликти од изминатиот период, социјалните проблеми, бавниот економски раст, корупцијата и сепаратистичките тензии во регионот продолжуваат да бидат фактори кои на среден и долг рок ќе бијат во вкупната безбедност и ќе забавуваат економскиот раст и просперитет. Елементарните непогоди, технолошките катастрофи, епидемии и климатските промени се закани и ризици по глобалната безбедност, вклучувајќи и за националната безбедност на нашата држава. Наведените ризици ќе бидат присутни на среден и на долг рок. Особено на долг рок висок ризик има заканите на нарушување на човековата средина. Сите овие ризици и закани предизвици по националната безбедност на државата се комплексни и меѓусебно испреплетени. Се разликува поверојатност на навијанието, можноста за детектирање и евентуални последици по безбедностната состојбената република. Сепак, неспорно е дека секој од овие има свој влијание врз дефинирањето на политиката на националната безбедност, која мора да овозможи подржување на соодветни капацитети и способност на справување со него. Благодарам и живеем како почитуван модератор, почитувани присутни, почитувани професори. Уште еднаш ќе повторам темата на овој труд, а тоа е науката и образованието во цивилното воздухопловство представено преку актите на незаконско постапување. Елаборацијата која е направена за потребите на овој труд содржи два елементи. Прво ќе биде представена ранливоста на сообраќајот и потребата од активно вклучување на науката со цел подобрување на способностите за превенирање и активно справување со сите видови на закони. Второ, да се прикаже што е тоа што се прави или треба да се направи на полето на перманентните едукации во безбедносниот сектор, во цивилното воздухопловство и можноста за примена во останатите критични инфраструктури. Безбедноста на сите транспортни системи, вклучувајќи го и воздухопловството, имаат голем значај за секоја држава. Нивниот значајот за безбедноста во транспортните системи дојде до израз најмногу после терористичките напади 2001 година во Соединетите Американски држави, понатака 2004 и 2005 година нападите во Лондон и во Мадрид, понатака Брисел 2015 година, следеше нападот во Истанбул и така натаму, каде што напади беа токму транспортните системи. Тактиките и начините на напади се различни,
во зависност од намерите и во зависност од тоа како ќе се пробијат тие безбедносни системи. Од тие причини и од причина што сообраќајот е доста ранлив, бара активно вклучување на науката со цел подобрување на способностите за превенирање и активно вклучување на сите видови на закани. Една од таквите закани, не од аспект на security, меѓутоа од аспект на safety, е во овој момент присутна, значи присутен е еден safety, голем safety проблем предизвикан со пандемијата COVID и тука се појави таа потреба од равнотежа помеѓу safety и security. Тоа се различни поими, барем во воздухопловството ние ги имаме направено јасна дистинкција помеѓу safety и security, меѓутоа дојдовме во ситуација да security го прилагодиме врз основа на safety мерките кои се применуваат во овој момент, а тоа се однесува на брзо преструктурирање на капацитетите. Ние извршивме брза реформа на самите капацитети, на самите аеродроми, на давателите на услуги на навигација, понатака воздухопловите и авиокомпаниите исто така извршија едно преструктурирање со имплементација на мерки и протоколи кои пред се беа дадени од страна на Светската здравствена организација, преку комисиите, понатака преку Агенцијата за цивилно воздухопловство, каде што излегува со одредени протоколи и директиви, и тогаш се воведоа компатибилни технологии да профункционира тоа security, меѓутоа во рамките на safety. И секако перманентната едукација беше на преден план од аспект на подготовка најнапред на кадрите и развивање на таа свесност од постојната криза. Ако ја поставиме безбедноста во цивилното воздухопловство како врвен приоритет на сите чинители, тогаш човечките перформанси се наведуваат како примарни. Селекцијата и едукацијата на воздухопловниот и остана стручен персонал е доминантен од самите почетоци на авиоиндустријата со взаемна поврзаност на науката и потребата од безбедност како реактивен одговор на технолошкиот прогрес. Ако го разгледаме напредокот пак на безбедноста низ функцијата на човечкиот фактор, како за воздухопловен, така и остана стручен персонал, ќе видиме дека тие вклучуваат едно мултидисциплинарно поле, вклучувајќи ги инженерските науки, психологијата, физиологијата, социологијата, биологијата, биомеханиката, андрогогијата и така натаму. Накратко кажано, представува еден сплет на сите видови на науки кои ќе придонесат во изградба на квалификувани и ефективни пред се човечки перформанси. За сето тоа да биде исто секаде во светот, за сето тоа да биде на иста разина, постојат тие меѓународни организации кои се грижат за реализација на сите мерки, посебно во делот на безбедноста. Една од таквите организации е ИКАО, тоа е Меѓународната организација за цивилен воздушен сообраќај, каде целите се развивање на основните начела, техниката, меѓународната воздушна пловидба, унапредување на меѓународниот воздушен транспорт, пречување на било каков вид на дискриминација и така натаму, значи има голем број на цели ова меѓународна организација кој представува глобален регулатор во целиот свет. Од едукативен аспект, ИКАО најнапред ги поддржува стратегиите за развој на човечките ресурси, понатака ИКАО ги опфаќа сите области поврзани со воздухопловството. Во однос на обуките за безбедност, ИКАО изработува едукации за најразлични теми низ мрежа на регионални центри за обука на воздухопловната безбедност. Мрежата на тие центри за обука вклучува околу 35 центри широм светот во различни региони на широм светот. Одредбите од оваа меѓународна организација се имплементирани согласно анексот 17 на ИКАО и тој анекс се разработува во документот 8973 кој е
доверлив. Исто така и Европската комисија за цивилен воздушен сообраќај има своја политика на база на обуките, односно едукациите, а се базира на промовирање на обука, развој на обуката базирана на компетенции, воспоставување на воздухопловна култура, воспоставување на заеднички референтни рамки, предвидување на потребите, поддршка на конкуренцијата, обезбедување на квалитетот на обука и така натаму. Меѓутоа, она што е многу важно за нас се регулативите од Европска Унија кои во целост ги применуваме и ги имаме имплементирано во нашите законски и подзаконски акти. Европската регулатива 1998 ги има определено позициите, односно ги има нивоата на едукација, каде што се однесува од базична тренинг програма, па се до специјалистичките тренинзи на целокупниот воздухопловен и остана стручен персонал, а се работи во делот на персоналот кој е задолжен за контрола на патници и багаж, контрола на тешкиот багаж, контролата на каргото, обезбедување на воздухопловите, претресот на воздухопловите, материјалите кои влегуваат во воздухоплов, понатака споредување на патниците со багаж, значи тие се едни посебни системи и така натаму, значи се врши една специализација на одредена категорија на персонал. Понатака следат супервајзерските дозволи, значи тие кои го надгледуваат тој процес на извршување на овие безбедносни мерки и нормално раководниот кадар. Меѓутоа, голем акцент се става и на обуката на персоналот кој има движење во рестриктивните зони на аеродромите и нормално security awareness. За security awareness малце ќе спомнам доколку остане време. Тука е представена една хиерархиска рамка за регулација на безбедносните обуки. Најнапред, како што спомнав, ИКАО, ЕКАК и Европската Унија, согласно нивните документи, се дадени генералните насоки како државата треба да се движи во насока на едукацијата и врз основа на тие насоки нашата држава изработува национална програма. Националната програма за обука ја изработува Агенцијата за цивилно воздухопловство, а ја одобрува владата на Република Северна Македонија. Врз основа на оваа национална програма, аеродромскиот оператор е должен да разработи своја програма, понатака давателот на услуги, МНАВ во конкретниот случај, навигацијата, и авиокомпаниите разработуваат своји програми со одредени специфики за нивниот кадар. Значи, тука во таа програма се дефинирани најнапред образованието, значи кој образование треба да го постигне одредениот кандидат, лиценца од Комората за приватно обезбедување и многу важен момент е тука безбедносната проверка или тој бекграунд чек кој го правиме на секои 2 до 3 години во зависност од лиценцата, а се работи за контрола на криминалното минато на секој еден вработен во воздухопловство. Врз основа на ова аеродромска програма се дефинираат категории на дозволи, претходно ги спомнав, согласно европската регулатива, и тие категории на обуки се најнапред се лиценцираат кадрите, а на секои 2 до 3 години се врши ресертификација. Значи, во воздухопловството постои континуирана обука. Не е возможно да се стекнете со една диплома, со една лиценца и тука да ја завршите кариерата. Не, на секои 2 години, 3 години во зависност од дозволата, секој еден вработен носител на одредена дозвола мора повторно да го помине тој патот на образование и едукација. По основ на категориите на дозволи се изработуваат модули, значи секоја категорија имат од
7 до 10 модули, то се уствари предмети, кои се превземени од меѓународните документи. Односно, тие се стандардни тренинг пакети. Не е возможно да има различна обука во нашата држава и различна обука во Германија или Швајцарија. Обуките се стандардни, процедурите за обука се еднакви, инструкторите кои работат тука се лиценцирани во еден од тие центри што ги спомнав претходно и можем слободно да кажем доколку некој е во тек на одредена обука, може слободно својата доквалификација да продолжи во било кој од центрите на обука на ИКАО или ЕКАК. За на крај да имаме контрола на квалитет. Контролата на квалитет се однесува најчесто ја врши Агенцијата за цивилно воздухопловство. Агенцијата за цивилно воздухопловство преку нивните инспекцијски служби, а врз основа на мандатот кој го има добиено согласно Законот за цивилно воздухопловство, ја контролира и обсервира целокупната работа на тренинг центрите кои се наоѓаат во нашата држава. Исто така, аеродромскиот оператор, согласно менаџерскиот договор, исто врши една контрола на квалитет. Овдека на овој слайд пробав да направам една компарација, односно да понудам едно решение како и другите критични инфраструктури, а добро знаеме што се критични инфраструктури, то се уреди, инсталации, објекти кои се од толкаво витално значење за една држава што нивното нефункционирање би предизвикало сериозни последици врз националната безбедност, врз националната економија, врз националното стопанство и така натаму. Тука предлагам, се надевам дека одредени колеги од некои критични инфраструктури ќе го употребат ова мое мислење, дека најнапред прво обука согласно Законот за приватна безбедност, точно комората ги формира, ги оформува кадрите за обезбедување. Тие се, можам да кажам од моето лично искуство и како инструктор, тие се добри кадри, меѓутоа мора да се продолжи обуката ни специјализирана обука за определената критична инфраструктура. По примерот на воздухопловството, можда енергетиката може да направи свој програм карактеристичен или да речем телекомуникацијските системи и така натаму. И третото ниво на обука, односно едукација, ќе биде обука на раководниот инструкторски персонал, за кој чврсто сум убеден дека тој инструкторски персонал треба да произлезе од одредени специјалистички студии во рамките на нашиот институт, за да може понатаму тој инструкторски персонал да врши квалитетни обуки. Тука, кога зборуваме за обука, во воздухопловството имаме поделено во 3 категории генерално на обука. Прво е свесност за безбедност, или тој security awareness. Security awareness е основа на работењето. Таа безбедносна култура мораме да ја имплементираме веднаш по доаѓањето на работа. И не само на аеродромите, него и во секоја една критична инфраструктура треба да се развие таа свесност за безбедност. Свесноста за безбедност е еден програм кој е изработен од страна на повеќе експерти, вклучувајќи ги и педагозите, вклучувајќи ги психолозите, да се развие таа свест за грижата од безбедност, почнувајќи од транспортниот работник па се до генералниот менаџер на било која корпорација. Затоа што не е доволно само една група на security да го обезбеди аеродромот или определената корпорација. Потребно е секој еден вработен да придонесе, а посебно во услови на emergency, во случај на вонредни ситуации, во случај на
да кажеме, невообичаени настани, некогаш дури и хигиеничарот ќе дојде во ситуација каде што ќе алармира одредена девијантна појава. Втората разина е обука на небезбедносниот персонал. Тука влегуваме веќе во едно поле на поспецифичен тренинг. Пример ќе дадам на чекинг. Чекерите треба да бидат доволно обучени во една добра конверзација, една вербална конверзација со самиот патник, да извлечат многу информации од security аспектот. Значи, тој профайлинг и тие обуки мора да постојат. Понатака, транспортниот работник, па и тие што работат на пристанишната платформа и така натаму. Значи, во сите делови специфичните работи треба да бидат фокусирани во делот на безбедноста. Затоа што ние во воздухопловството викаме safety first. Без безбедност нема сообраќај. И на крајот, она што го спомнав, обука за безбедносниот персонал, тоа го дефиниравме и го изелабориравме во претходните слайдови. И како заклучок, ќе кажам дека ризиците и изворите на загрозување од акти на незаконско постапување во воздухопловството се повеќе стануваат непредвидливи, асиметрични и имаат транснационален карактер. Неминовно се наметна потребата од воведување на континуирани едукации како имплементација на методологии низ модули прилагодени и адаптирани за конкретните позиции. По примерот на воздухопловството и аеродромското обезбедување како една од порегулираните области кога е во прашање обуката врз обезбедувањето, овој труд дава можност за применливост на определени методи и техники на едукација и во останатите критични инфраструктури во Република Северна Македонија, кои не се или недоволно се регулирани во делот на едукацијата. Со крајна цел создавање на модерен, ефикасен и сеопфатен безбедносен систем. Благодарам. Почитуван модератор, почитувани присутни, почитувани професори, уште еднаш ќе ја повторам темата на овој труд, а тоа е науката и образованието во цивилното воздухопловство представено преку актите на незаконско постапување. Елаборацијата која е направена за потребите на овој труд содржи два елементи. Прво ќе биде представена ранливоста на сообраќајот и потребата од активно вклучување на науката со цел подобрување на способностите за превенирање и активно справување со сите видови на закони. Второ, да се прикаже што е тоа што се прави или треба да се направи на полето на перманентните едукации во безбедносниот сектор, во цивилното воздухопловство и можноста за примена во останатите критични инфраструктури. Безбедноста на сите транспортни системи, вклучувајќи го и воздухопловството, имаат голем значај за секоја држава. Нивниот значајот за безбедноста во транспортните системи дојде до израз најмногу после терористичките напади 2001 година во Соединетите Американски држави, понатака 2004 и 2005 година нападите во Лондон и во Мадрид, понатака Брисел 2015 година, следеше нападот во Истанбул и така натаму, каде што напади беа токму транспортните системи. Тактиките и начините на напади се различни во зависност од намерите и во зависност од тоа како ќе се пробијат тие безбедносни системи. Од тие причини и од причина што сообраќајот е доста ранлив, бара активно вклучување на науката со цел подобрување на способностите за превенирање и активно вклучување на сите видови на закани. Една од таквите закани, не од аспект на security, меѓутоа од аспект на safety, е во овој момент присутна, значи присутен е еден safety, голем safety проблем предизвикан со пандемијата COVID и тука се појави таа потреба од равнотежа
помеѓу safety и security. Тоа се различни поими, барем во воздухопловството ние ги имаме направено јасна дистинкција помеѓу safety и security, меѓутоа дојдовме во ситуација да security го прилагодиме врз основа на safety мерките кои се применуваат во овој момент, а тоа се однесува на брзо преструктурирање на капацитетите. Ние извршивме брза реформа на самите капацитети, на самите аеродроми, на давателите на услуги на навигација, понатака воздухопловите и авиокомпаниите исто така извршија едно преструктурирање со имплементација на мерки и протоколи кои пред се беа дадени од страна на Светската здравствена организација, преку комисиите, понатака преку Агенцијата за цивилно воздухопловство, каде што излегоа со одредени протоколи и директиви, и тогаш се воведоа компатибилни технологии да профункционира тоа security, меѓутоа во рамките на safety. И секако перманентната едукација беше на преден план од аспект на подготовка најнапред на кадрите и развивање на таа свесност од постојната криза. Ако ја поставиме безбедноста во цивилното воздухопловство како врвен приоритет на сите чинители, тогаш човечките перформанси се наведуваат како примарни. Селекцијата и едукацијата на воздухопловниот и остана стручен персонал е доминантен од самите почетоци на авиоиндустријата со взаемна поврзаност на науката и потребата од безбедност како реактивен одговор на технолошкиот прогрес. Ако го разгледаме напредокот пак на безбедноста низ функцијата на човечкиот фактор, како за воздухопловен, така и остана стручен персонал, ќе видиме дека тие вклучуваат едно мултидисциплинарно поле, вклучувајќи ги инженерските науки, психологијата, физиологијата, социологијата, биологијата, биомеханиката, андрогогијата и така натаму. Накратко кажано, представува еден сплет на сите видови на науки кои ќе придонесат во изградба на квалификувани и ефективни пред се човечки перформанси. За сето тоа да биде исто секаде во светот, за сето тоа да биде на иста разина, постојат тие меѓународни организации кои се грижат за реализација на сите мерки, посебно во делот на безбедноста. Една од таквите организации е ИКАО, тоа е Меѓународната организација за цивилен воздушен сообраќај, каде целите се развивање на основните начела, техниката, меѓународната воздушна пловидба, унапредување на меѓународниот воздушен транспорт, спречување на било каков вид на дискриминација и така натаму, значи има голем број на цели ова меѓународна организација кој представува глобален регулатор во целиот свет. Од едукативен аспект, ИКАО најнапред ги поддржува стратегиите за развој на човечките ресурси, понатака ИКАО ги опфаќа сите области поврзани со воздухопловството. Во однос на обуките за безбедност, ИКАО изработува едукации за најразлични теми низ мрежа на регионални центри за обука на воздухопловната безбедност. Мрежата на тие центри за обука вклучува околу 35 центри широм светот во различни региони на широм светот. Одредбите од оваа меѓународна организација се имплементирани согласно анексот 17 на ИКАО и тој анекс се разработува во документот 8973 кој доверлив. Исто така и Европската комисија за цивилен воздушен сообраќај има своја политика на база на обуките, односно едукациите, а се базира на промовирање на обука, развој на обуката базирана на компетенции, воспоставување на воздухопловна култура, воспоставување на заеднички референтни рамки, предвидување на потребите, поддршка на конкуренцијата, обезбедување на квалитетот на обука и така натаму. Меѓутоа, она што е многу важно за нас се регулативите од Европска Унија кои во целост ги применуваме и ги имаме имплементирано во нашите законски и подзаконски акти. Европската регулатива 1998 ги има определено
позициите, односно ги има нивоата на едукација, каде што се однесува од базична тренинг програма, па се до специјалистичките тренинзи на целокупниот воздухопловен и остана стручен персонал, а се работи во делот на персоналот кој е задолжен за контрола на патници и багаж, контрола на тешкиот багаж, контролата на каргото, обезбедување на воздухопловите, претресот на воздухопловите, материјалите кои влегуваат во воздухоплов, понатака споредување на патниците со багаж, значи тие се едни посебни системи и така натаму, значи се врши една специјализација на одредена категорија на персонал. Понатака следат супервајзерските дозволи, значи тие кои го надгледуваат тој процес на извршување на овие безбедносни мерки и нормално раководниот кадар. Меѓутоа, голем акцент се става и на обуката на персоналот кој има движење во рестриктивните зони на аеродромите и нормално security awareness. За security awareness малце ќе спомнам доколку остане време. Тука е представена една хиерархиска рамка за регулација на безбедносните обуки. Најнапред, како што спомнав, ИКАО, ЕКАК и Европската Унија, согласно нивните документи, се дадени генералните насоки како државата треба да се движи во насока на едукацијата и врз основа на тие насоки нашата држава изработува национална програма. Националната програма за обука ја изработува Агенцијата за цивилно воздухопловство, а ја одобрува владата на Република Северна Македонија. Врз основа на оваа национална програма, аеродромскиот оператор е должен да разработи своја програма, понатака давателот на услуги, МНАВ во конкретниот случај, навигацијата, и авиокомпаниите разработуваат своји програми со одредени специфики за нивниот кадар. Значи, тука во таа програма се дефинирани најнапред образованието, значи кој образование треба да го постигне одредениот кандидат, лиценца од Комората за приватно обезбедување и многу важни момент е тука безбедносната проверка или тој бекграунд чек кој го правиме на секои 2 до 3 години во зависност од лиценцата, а се работи за контрола на криминалното минато на секој еден вработен во воздухопловство. Врз основа на ова аеродромска програма се дефинираат категории на дозволи, претходно ги спомнав, согласно европската регулатива, и тие категории на обуки се најнапред се лиценцираат кадрите, а на секои 2 до 3 години се врши ресертификација. Значи, во воздухопловството постои континуирана обука. Не е возможно да се стекнете со една диплома, со една лиценца и тука да ја завршите кариерата. Не, на секои 2 години, 3 години, во зависност од дозволата, секој еден вработен носител на одредена дозвола мора повторно да го помине тој патот на образование и едукација. По основ на категориите на дозволи се изработуваат модули, значи секоја категорија има од 7 до 10 модули, то се уствари предмети, кои се превземени од меѓународните документи. Односно, тие се стандардни тренинг пакети. Не е возможно да има различна обука во нашата држава и различна обука во Германија или Швајцарија. Обуките се стандардни, процедурите за обука се еднакви, инструкторите кои работат тука се лиценцирани во еден од тие центри што ги спомнав претходно и можем слободно да кажем доколку некој е во тек на одредена обука, може слободно својата доквалификација да продолжи во било кој од центрите на обука на ИКАО или ЕКАК.
За на крај да имаме контрола на квалитет, контролата на квалитет се однесува најчесто ја врши Агенцијата за цивилно воздухопловство, Агенцијата за цивилно воздухопловство преку нивните инспекцијски служби, а врз основа на мандатот кој го има добиено согласно Законот за цивилно воздухопловство, ја контролира и обсервира целокупната работа на тренинг центрите кои се наоѓаат во нашата држава. Исто така, аеродромскиот оператор, согласно менаџерскиот договор, исто врши една контрола на квалитет. Одека на овој слайд пробав да направам една компарација, односно да понудам едно решение како и другите критични инфраструктури, а добро знаеме што се критични инфраструктури, то се уреди, инсталации, објекти кои се од толкаво витално значење за една држава што нивното нефункционирање би предизвикало сериозни последици врз националната безбедност, врз националната економија, врз националното стопанство и така натаму. Тука предлагам, се надевам дека одредени колеги од некои критични инфраструктури ќе го употребат ова мое мислење, дека најнапред прво обука согласно Законот за приватна безбедност, точно комората ги формира, ги оформува кадрите за обезбедување. Тие се, можам да кажам од моето лично искуство и како инструктор, тие се добри кадри, меѓутоа мора да се продолжи обуката ни специјализирана обука за определената критична инфраструктура. По примерот на воздухопловството, можда енергетиката може да направи свој програм карактеристичен или да речам телекомуникацијските системи и така натаму. И третото ниво на обука, односно едукација, ќе биде обука на раководниот инструкторски персонал, за кој чврсто сум убеден дека тој инструкторски персонал треба да произлезе од одредени специјалистички студии во рамките на нашиот институт, за да може понатаму тој инструкторски персонал да врши квалитетни обуки. Тука, кога зборуваме за обука, во воздухопловството имаме поделено во три категории генерално на обука. Прво е свесност за безбедност, или тој security awareness. Security awareness е основа на работењето. Таа безбедносна култура мораме да ја имплементираме веднаш по доаѓањето на работа. И не само на аеродромите, него и во секоја една критична инфраструктура треба да се развие таа свесност за безбедност. Свесноста за безбедност е еден програм кој е изработен од страна на повеќе експерти, вклучувајќи ги и педагозите, вклучувајќи ги и психолозите, да се развие таа свест за грижата од безбедност, почнувајќи од транспортниот работник, па се до генералниот менаџер на било која корпорација. Затоа што не е доволно само една група на security да го обезбеди аеродромот или определената корпорација. Потребно е секој еден вработен да придонесе, а посебно во услови на emergency, во случај на вонредни ситуации, во случај на, да кажеме, невообичаени настани, некогаш дури и хигиеничарот ќе дојде во ситуација каде што ќе алармира одредена девијантна појава. Втората разина е обука на небезбедносниот персонал. Тука влегуваме веќе во едно поле на поспецифичен тренинг. Пример ќе дадам на чекинг. Чекерите треба да бидат доволно обучени во една добра конверзација, една вербална конверзација со самиот патник, да извлечат многу информации од security аспектот. Значи, тој профајлинг и тие обуки мора да постојат.
Понатака транспортниот работник, па и тие што работат на пристанишната платформа и така натаму, значи во сите делови специфичните работи треба да бидат фокусирани во делот на безбедноста. Затоа што ние во воздухопловството викаме safety first. Без безбедност нема сообраќај. И на крајот, она што го спомна, обука за безбедносниот персонал, тоа го дефиниравме и го изелабориравме во претходните слайдови. И како заклучок, ќе кажам дека ризиците, изворите на загрозување од акти на незаконско постапување во воздухопловството се повеќе стануваат непредвидливи, асиметрични и имаат транснационален карактер. Неминовно се наметна потребата од воведување на континуирани едукации како имплементација на методологии низ модули прилагодени и адаптирани за конкретните позиции. По примерот на воздухопловството и аеродромското обезбедување како една од порегулираните области кога е во прашање обуката врз обезбедувањето, овој труд дава можност за применливост на определени методи и техники на едукација и во останатите критични инфраструктури во Република Северна Македонија, кои не се или недоволно се регулирани во делот на едукацијата. Со крајна цел создавање на модерен, ефикасен и сеопфатен безбедносен систем. Благодарам. Благодарам професор Милошевска, драги колеги, благодарам за можноста што ми ја дадовте да се приклучам на вашиот панел, кој што е доминантно од областта на безбедноста, иако мојот предмет на истражување е сроден со безбедноста, ама не директно или чисто, ќе видите од мојата работа. И јас за почеток би сакала да се извинам, бидејќи мојата презентација на англиски јазик, бих информирала дека работен јазик ќе биде англиски, така што би изборувала на англиски за да не правам паралелен превод на некои стручни термини, so my topic is mental images and affection that Macedonian and Albanian children do not fall for each other. Before I proceed with my research findings, I would love to pay attention to the Black Swan in 2020. The reason why we are in this setting here today and the reason why many of our research topics and plans have been stopped is exactly because of this Black Swan. So as I was working during the winter on this research and I was looking for some data, I was academically and scientifically very much impressed, because we are living nowadays in an era for academics that occurs once in 100 years. So I was thinking that maybe it's a good idea to utilize it as much as possible. So there's a small number of black swans explain almost everything in our world, from the success of ideas and religions to the dynamics of historical events to elements of our personal lives. But Karl Popper, he is a scientist, his example of white swans and intellectual commotion was created by the discovery of black swan down under. He was like one among the first ones that he said, like, okay, we all were thinking that the world has been created only of white swans, but we should pay attention as well to the ones that are black ones, which are very rare. His claim that the existence of a single black swan is enough to falsify the universal claim that all swans are white. Nassim Taleb, he's also a modern social scientist, do a remarkably good job at identifying patterns in the world. We seem to have a good grasp of the white swans, and society is well aware of their existence. Indeed, in exploiting this knowledge, we provide order and predictability in our lives. But herein lies the problem, as social science discovers what we might call the documentation of white swans have a disciplining effect on society. As a result, when black swans do appear, they have an inordinate impact on the social world and our understanding of it. He defines a black swan with capital letters as an event with three attributes. It is rare, it has a big impact, and it comes as a surprise. So this is actually what we are facing today, the pandemic of COVID-19.
So low probability, high incontinence. They lie outside of the realm of induction and cannot be predicted. The length and the severity of the First World War was such an event. The Great Depression, the rise of Nazi Germany, and outbreak of World War II, and the collapse of the Soviet Union. The last one, and the very actual one, is the COVID-19 pandemic. Why I gave this intro before I jump into my research findings, because I was very ambitious at the very beginning with my research. So my research topic is the stereotypes, prejudice, and fear in intergroup conflicts in the regions of Western Balkan and additionally Middle East, because I'm so much interested in this region. I'm paying attention to this because the arrival of Black Swan should remind us that we are self-aware, reflexive, and creative actors, that we think and reason and interact self-consciously with our environment, that we develop norms, rules, and regularities to order our society, and that we are active agents motivated by purpose, meaning that we should adjust to the actual situation, adjust our research plans, our research designs, and so on and so on. So having my very first research design, the country of North Macedonia, Bosnia and Kosovo, I just narrowed down myself to only Tetovo and municipality, both municipalities of Tetovo and Gunovca. Although I have arranged some support from colleagues from Bosnia and Kosovo to do the research instead of me, and then to work together on research results. Once we have settled on that, the schools were closed. So for now, I'm presenting only the research findings from our country. As you have already heard from Professor Miloszewska, I'm a trained psychologist, so my interest is deep down in the psychology of intergroup conflicts, namely more precisely ethnic conflicts. And I did this as a pilot research because before I go to the field, I wanted to be prepared and see how check the inputs in the field, because I've been working with one global NGO in peace building for 10 years now, mainly in the city of Tetovo. I asked them to draw a human figure drawing. That's a drawing based on projective technique that we psychologists we are using a lot. And I'll explain later why and how I decided on that. But before that, I would like to give you a short theoretical framework about my research. So the triplet of variables of stereotypes, fear, and prejudice, and their constellation among groups is essential for keeping active intergroup conflict. If you are talking now about the notions of security, which is your expertise, my interest is down deep on the root causes of intergroup conflict. There is a substantial psychological literature exploring a variety of fears and threats influence stereotypes and prejudice. Existential fear associated with knowledge of one's own mortality is known to have consequences of intergroup prejudice. Some evidence, both historical and contemporary, indicated that feelings of vulnerability to physical danger can promote ethnic prejudice. The approach to intergroup conflicts has changed drastically since World War II, meaning this that we all know that in the study of security, and it was like very much accentuated that there is a need of interdisciplinary, transdisciplinary approach, including here social psychology. As this wave brought about a change, the second global war crisis to humanity that certain ethnic groups, nations faced, the need of socio-psychological analysis and approach to a conflict resolution as a whole process emerged. So my work is based on the work of Daniel Bartal and his colleague Yona Deifman. He's also a social psychologist, and his work is mainly based on the intractable Israeli-Arab conflict. I was so impressed by his work, and I decided to contact him and ask him for some more data and for the manual for scoring for a human figure drawing. And also, I was even more lucky to get him replied back to me in a very short time. So he was very happy that someone actually is following his work on the Israeli-Arab conflict. And as he's stating in most of his work, he says that his work is based on the Israeli-Arab conflict, but we can adjust his approach to another conflicts
around the world, considering that we all know in this room that there are not two conflicts that can be identical in many senses, like personalities and individuals is the same thing with intergroup conflict. Okay. Then he says that he's claiming that stereotypes and prejudices are among the very basic reasons for intergroup conflicts, and we should tackle them at a very early age, considering the educational system in countries affected with such conflicts. So, making an attempt to bring socio-psychological dimensions closer to the study of fire and the discipline of conflict resolution, Dickman and Bartol coined a term which they call it psychological intergroup repertoire, which includes shared beliefs, images about the other groups, which are stereotypes, shared attitudes, which they call prejudice, feelings and emotions toward the other group, shared behavior intentions, and collective memory about their relationship in the past. Stereotypes, as I said, when you have stereotypes, these are the stored beliefs about the characteristics of a group of people. The difference with prejudice is when stereotypes are getting even more complex and group members are holding some emotional sentiment toward members of other groups, outgroups. Of special importance of intergroup relations are the collectively shared emotions toward a particular group. In these cases, group members can be dominated by a particular collective emotional orientation toward another group, such as fear, shame, or hatred. In my research, I have included fear as a group emotion, and later we'll discuss it more. The shared stereotypes, prejudice, affect, and emotions provide groups members with a regulating and guiding frame of reference to relate to other groups or members of other groups. And fear is an adverse feeling that arises in situations perceived as threatening and dangerous to the person and/or one's own group. It is assumed that societies engaged in intractable conflict are dominated by a collective and emotional orientation of fear. We all know that fear sometimes can stimulate extreme reactions from withdrawing to terroristical attack. So that's why I think that's very, very relevant and very more important to be considered in research. And we refer to affect as the emotional arousal experienced by the individual upon encountering an identifying level of a social target, its image of the actual target. As such, it represents a personality state. Already in 1954, Alport states that affectively laden assumptions tend to be fixated, making it difficult to attend to and to recall contradictory information. And self-categorization. We are all self-categorizing with the notion that we belong to a certain group. We are belonging to ethnical groups, we are belonging to different organizations, and somehow this is a predisposition at some point for stereotypes and prejudice. And psychologists know that the intergroup relationships and interactions are dominated by psychological biases derived from this process. On a basic level, they have observed that once individuals categorize themselves as group members, they tend to favor their own group and tend to accentuate the differences between their own group and other groups. Group favoritism is expressed in emotions, cognitions, and behaviors. So, okay, now finally we are moving to my research. The goals of my research are to study the role of fear, stereotypes, and prejudice in intergroup conflict, Macedonian Albanian children and teachers. This is the phase 1. To gain deeper knowledge for the actual ongoing situation on the intergroup process between the Macedonian and Albanian intergroup, ethnic group relations in Tetovo and the municipality of Jegunovca. And the research questions are, do fear, stereotypes, and prejudice among Albanian and Macedonian children in Tetovo influence the conflict dynamics? Fear, stereotypes, and prejudice among Albanian and Macedonian teachers in Tetovo influence the conflict dynamics. And the general simple hypothesis, fear, stereotypes, and prejudice among Macedonian and Albanian children in Tetovo influence the conflict dynamics in Tetovo, and so applies for the teachers. As I said, I went to the municipality of Tetovo, municipality of Jegunovca, asked
I asked the children to draw. First, I gave them very same instruction: draw yourself, and from the other side of the paper sheet, draw another person which is from the ethnic group different than yours. And that was the only instruction they were supposed to receive. But later I will explain how this instruction actually was distracted and how this is very important, especially in the science of psychology, when the system of testing, the process of testing is being interfered. The human figure drawing leads to the assumption that the request to draw a human figure identified by a group level activates the image the drawer holds of the specified group and the knowledge he or she absorbed about it. This, when expressing their knowledge about drawings, children draw images shaped by their experiences in their environment. So this is why this is a projective technique. From this perspective, like writing or speaking, a drawing serves as a form of communication and reflects stereotypes, attitudes, and values toward others. For another author, human figure drawing reflects social learning and culture. A child who draws a man of his own group must make a choice within his culture. This is the bit of theoretical background about the technique. So, because I'm advocate for this social constructivism, and I want to see the research in the frame of the context, before I represent directly the results, I would love to describe the context. We have two municipalities, the municipality of Tetovo. You can see the demographics: 60% is populated by Albanians, 20% point something Macedonians, and the rest are Romani, Turks, Serbs, Bosniaks, and others. The reference is from the 2002 census results. So this is the demographic structure in Tetovo. In Jegunica, being more concrete, I went to Radnica, village of Radnica and Jažince. Radnica is more like mainly inhabited by Macedonian population. Jažince is inhabited by Albanian population. This is demographics for this municipality, and they are tightly related, theoretically very close. And the language state policy said that the official language of the country is the Macedonian language. For the children, that Macedonian language is second. They're supposed to start learning it from 3rd grade, 2 lessons per week. For Macedonian children, the Albanian language is optional and they can choose to learn it from 6th grade. So this is the context. Okay, I won't be going into the theory of the context in terms of time. My sample was 111 children and 16 teachers, both from rural and urban environment. And these are the results. From the rural environment, municipality of Jegunovce. So Macedonians draw Macedonian, draw the other as Macedonian in 10.34% of the cases. Macedonians draw the other as Albanian in 31.31% of the cases. Macedonian draws Serbians in 7.something% of the cases, and the rest is other. Mostly they draw Turkish people or someone from Western Europe. With the Albanian sample, Albanians draw the other as Albanian in 52% of the cases. Albanians draw the Macedonian as the other in 13% of the cases. Albanians draw Turkish as the other in 13% of the cases, and so on. So you can see the rest of the results. In urban environment, municipality of Tetovo, there is a huge discrepancy in terms of how big the classes are. We have extremely big Albanian classes and extremely small Macedonian classes. I'm representing the research finding in terms of ethnically bipolarity, because these are the two dominant ethnic groups in this city. So Albanians draw the other as Albanian in 46% of the cases. Albanians with no answer, there was 15% of the cases. Albanians draw the Macedonians as the other in 12% of the cases. With the Macedonian sample, Macedonian draw the other as Macedonian in 11% of the cases. Macedonian draw Albanians as the other in 19% of the cases, and Macedonian draw the Serbian as
in 80% of the cases. And I would love, before I would go to the results of with the teachers, I would like to explain how the testing process was interrupted, because I was informed when I went to Iașința that children are supposed to have a basic knowledge of the Macedonian language, and I don't need a translator. So I went with that idea that I'll give them the basic instructions and they will get to understanding, which wasn't the case. So from first grade to 13 years old, none of the Albanian children had a basic knowledge in the first official language. So there was a need to ask from teachers to do the translation. So with my pure, modest, basic knowledge of Albanian, I've heard them when they were giving the instructions adjusting that when they are drawing the other, they're supposed to draw someone from their own community, or it can be Russian, Spanish, I don't know, someone that is physically distant. So I was really upset because of this. So this meaning that the two groups of children didn't receive the same treatment, and that's not okay for the research methodology. That's the first thing. The second thing, that there was a peer influence, having these children leaders in the classes, checking who is drawing what. And when Albanian children started drawing Macedonian children as the other, they were influenced that they are supposed to draw Shqip, that they are not supposed to draw Macedonian. So I was observing this situation, and I didn't want to be like biased in the process, which I didn't expect to happen and to be a case like that. But I think that without these considerations, the research findings would be just numbers. And this is, for me, this is very indicative. And then we have the teachers. I have a Macedonian group of teachers in Radnica. There was only one Albanian teacher, so I put her along with the Macedonian group of teachers. And in Iașința, there was a huge resistance in responding to questionnaires because I prepared for them some questionnaires. And these are some findings of some of the questions that most of them have answered. One of the questions was, have you had a feeling of fear because of the behavior of a concrete ethnic group? 50% responded yes and 50% responded no. And later, the second part of the question was to clarify what kind of situation was that. And in 67% of the cases, they answered that that was the army conflict back in 2001. And there were positive feelings from Macedonian group of teachers. Positive feelings of Macedonians for Macedonians in 3 cases of the responses, Macedonians for Albanians in 3 cases of the responses, Macedonians for Roma in 5 cases, Macedonians for Serbians in 2, Macedonians for Turkish 1. The group of teachers from Iașința and Liria didn't give any answer to these items. Only 2 teachers from Liria, which is the biggest primary school in the municipality of Tetovo, answered that they have positive feelings for the members of Roma and Turkish ethnic group. And conclusions. Albanian children tend to demonstrate greater in-group favoritism and greater out-group rejection toward Macedonian children. Macedonian children tend to demonstrate greater out-group favoritism, mainly toward the Albanian group of children. And what is for me significantly, in the mental image for the other, small percent of the Albanian group perceives a Macedonian child that cannot be even be an imaginary friend. Positive feelings are being held mostly toward Roma and Serbian ethnic groups. The results demonstrated that actually there is one-sided interest for the members of the group with whom they share many common things, including here living in the same municipality, same territory, and so on and so on. Albanian members of the group, when asked to draw another child, they tend to refer and draw persons who are physically distant, rather than drawing members of their community. This is indicated.
So these are shortly my research findings. Of course, there are limitations. That's why I would love to go back to the field. The limitations are lack of time and resources, more open-ending supporting questions needed, teachers weren't motivated enough to take the questionnaire seriously, and recommendations, incentives should be provided for participants in the research. Thank you, and I would love to see your questions and comments. Благодарам, драги колежки Сања, за вашата презентација. Почитувани колежки колеги, остана последната презентација за денешната сесија. Тоа е всушност трудот кој авторски со мојата почитувана колежка Татјана Стојановска Иванова од Институтот за социологија на Филозофски факултет Скопје. Тоа се модели на врски помеѓу терористичките групи и медиумите. Всушност целта на овој труд е поблиску да се истражат односите кои може да се формираат помеѓу терористичките групи и медиумите, односно всушност е поблиску да се истражи, да се анализира моделите на релација кои може да бидат формирани помеѓу овие два ентитета. Односно треба да се истакне веднаш на почетокот дека знаеме дека терористичките групи се всушност внимателно планирани со цел да го привлечат вниманието на електронските медиуми, како и на меѓународниот печат. Односно фразата дека информацијата е моќ е јасно разбрана од страна на сите партии, медиуми и влади, како е страна на нивните терористи и нивните противници, но и нивната публика. Знаеме дека најголемите на некој начин медиумите се всушност под контрола на големите корпорации и се во голема мерка мотивирани од учеството на пазарот и профитот кој тие го создаваат. Значи ова влијае на нивната содржина, стил и практики на умесување. Може да се констатира дека на објективно известување често се надминува со фактот за поголем удел во пазарот, бидејќи ексклузивните вести се ценети цели. Тоа известување често пати е селективно, на некој начин креираат агенда како јавното мислење и владините изјави ќе всушност вестите самите ќе течат последователно. Во такво пазарно, на некој начин и политичко окружување, медиумите често пати го губат критицизмот за контратерористичките политики. Одноставно, медиумите не се секогаш конзистентни за тоа кои терористички инциденти ќе ги известуваат и како ќе ги известуваат. Оние финансиски ограничувања што ги предизвикуваат на некој начин медиумите, ги принудуваат да ги концентрираат своите ресурси во места каде што може да на некој начин да имаат вести од повисок интерес. Во однос на резултат на оваа ситуација всушност дека некои делови од планетата кои никогаш не се дискутирале во вестите се всушност едни од најпроблематичните и кои можеле да бидат влијание на светот во целина. Значи овој асиметричен квалитет на вести предизвикува терористите да ги концентрираат своите напори во оние места каде што може да добијат најголема медиумска покриеност со игнорирање на други места каде што всушност нивните акции не би добиле никаков интерес. Затоа всушност медиумските интереси за прикажување на некој начин на тероризмот во целина може да се истражи во нивните причини. Виките како герила, екстремисти, командоси и така натака, има тенденција да се користи во индиректен или еуфеминизми за користење на јазикот, на некој начин за да го маскираат или ублажат јазикот на насилство меѓу преторите на политиката, владите, политиката и останатите актери. Ова практика е намерно медиумски проектирана за тоа што печатот и јавноста полесно да може да ги прифатат инцидентите. За терористите на некој начин информациите може да станат оружје на војната, создавајќи важен концепт, а тоа е медиумите како оружје. Абрахам Милер истакнува дека тероризмот е способен за пишување на било која драма, без оглед колку е ужасно, со цел да се привлече вниманието на медиумите. Имаме и други фрази, а тоа со тероризмот може да се перцепира како медиумско посвоено дете, кое за жал медиумите не можат ниту целосно да го игнорираат, ниту целосно да го отвамат.
Често пати се случува во светски рамки самоубиствени емисии, терористички емисии, кои добиваат поголема медиумска покриеност во споредба со други настани од аспект на човечки жртвен аспект, но и од материјална предизвикана штета, и тие стануваат се популарни начини модус операнди за реализација на одредени терористички акции. Она што вели дека западните медиуми се поразвиени, имаат поголемо глобално присуство и затоа нападите во западната хемисфера се повеќе медиумски покриени. Ова не значи дека другите делови од светот не се жртви на тероризмот, тука едноставно фокусот се става на градови од висок профил, како што е Орландо, Париз, Истанбул, Москва, Лондон и така натака, места кои што ќе имплицираат поголема можност, потенцијал за шок и ќе имаат можност за подолготрајни психолошки последици врз општеството, односно врз поединците. Процесот на донесување на одлуки, кои инциденти ќе се известуваат, колку време ќе се известуваат, како ќе се известуваат, влие на каков вид на вести ќе привлечат одредена публика. Јасно е познато дека драматичните инциденти привлекуваат поголем број на публика и за такви се емитуваат подолготрајни емисии, изданија и вести слично. Значи, медиумите се можда селективни во однос на кои терористички инциденти ќе известуваат. Рамката се изразува преку одредена селекција на отфрлање на настани, нивна хиерархија, поставување на соговорници и така натака, едноставно контрола на она што може да се прикаже. Например, да поспоредиме два напади, еден во Бейрут на 12 ноември 2015 година, другиот на Париз 13 ноември 2015 година со еден американска новинарка Надина Јакат искажа неколку зборови кои прикажа некоја рамка на тоа како може да се влие врз јавноста. Со тоа што новинските агенции ги опишаа нападите во Бейрут како напад против походиште на Хезбола, шиитска група, милитантна група. Со тоа на некој начин се оправда можната очекуваност на таквото терористичко насилство. Но во исто време, нападот во Париз доби поголема медиумска прикриеност, по Париз и така натака, што значи дека медиумите само маргинално известија за војните интервенции на Франција против исламската држава како доволен тригер фактор за она што се случи всушност во Париз истата година, еден ден разлика. Затоа, значи, нас не е битно за опишување на моделите на односи кои може да се постават меѓу двата идентитета, а тоа е всушност првиот модел на медиумски одговорен модел, според кој што медиумите на некој начин комплетираат еден магичен груп, а тоа што колку поголем известуваме, толку повеќе имаме гледачи и публика, со тоа што ова е клучна цел терористичките организации да се мотивираат да извршуваат повеќе напади, дури преку лајстрим и така натака, од терористи, волци, саметници и слично, со цел да бидат прикажани преку електронските медиуми до поширок таргет на луѓе. Што значи дека во оваа смисла, овој модел, првиот модел, ги идентификува медиумите како причина за терористички напади. Вториот модел е наречен медиумски ранлив модел, а тој е застапуван дека медиумите се жртва на тероризм, а не причина. Значи, овај модел предлага терористот медиумите да престанат да известуваат за тероризам или помалку да известуваат за тероризам во однос на она текотна конкуренција која се создава во медиумскиот систем. На некој начин ова може да ги предизвика новинарите често пати да ги подценат последиците од известување за тероризам или да доведат до погрешна интерпретација како да известуваат за одредени терористички инциденти. Моделите на однесување се всушност 4. Потполната индиферентност е првиот модел, односно целта на терористите е да ги на некој начин тероризираат своите жртви, без да очекуваат да постигне некој терористичко медиумско внимание. Може да кажеме ова е скоро невозможно. Оваа ситуација е многу необична и воопшто не се практикува. Вториот модел е релативна индиферентност. Терористите не агитираат да се појават во медиумите, но се свесни за моќта која може да имат медиуми со цел да обесат нивната кауза. Третата е медиумска ориентирана стратегија.
а тоа што терористите не се само свесни дека печатот може да го прошири нивниот опсег на акции на зборови, то тоа што ти извршуваат одредена низа на операции, на некој начин ја поседуваат самата динамика на известување и функционирање на продуцентите на одредени куќи. Што значи дека, пример, 7/7 бомбашките напади во Лондон резултира со одредена доза на лавини, на жалби, на поголки, муслиманите ги чувствуваа нели во Лондон, основа Западна Европа. Сето цел во на некој начин различното интерпретирање на ветите во американските медиуми, каде што се сведеше дека всушност оваа радикализација на младите муслимани доведе до оваа нели медиумска покриеност и извршување терористичкиот акт во подземното метро. Што значи дека и четвртиот модел всушност е тоа целосно уништување. Ова е кога терористите ги перцепираат новинарите, целиот медиумски персонал како таргет кој треба да биде уништен или на некој начин да се презентира нивната ликвидација. Тоа обично се случи нели со американскиот новинар Джеймс Фоли во 2004 година, кога беше јавно обезглавен од страна на исламската држава, исламскиот калифат во 2014 година. За жал тој не е единствен пример, има и многу други новинари кои на некој начин така трагично ги завршија своите животи со цел на некој начин овие терористички организации. Преку овие социјални медиумски платформи, како што е Twitter, YouTube и слично, ги креираат и на некој начин ги заобиколуваат овие традиционални медиуми, за да може директно да ги прикажат нивните пораки. Овие 4 опции на модели ни даваат на некој начин можност да видиме како функционираат овие два entiteti, како може да применат еден или два модели истовремено и како всушност можеме на некој начин да имаме некоја стратегија одредена за нивна на некој начин ограничување во пренесување на нивните пораки. Прво е дека терористите сакаат свесност, сакаат гледаност и сакаат публика, однатвор и однатвор, на некој начин за да ги прикажат своите цели за заплашување. Сакаат признавање за нивните причини и затоа често пати се оди во преноси на живо кои можат да потекнат јавноста да се запраша што всушност сакаат да се направи или да се добие со преносот на ваквите пораки. Но и трета рефлексија тоа дека сакаат и почит и сочувство во однос на чии интереси те тврдат дека действуваат. И едноставно како четврта констатација тоа дека сакаат квазизаконски статус или сличен медиумски третман како легалните политички актери. Со оглед на овие аспекти може да се запрашаме дали и до кој степен медиумите пробираат еден, два или сите овие 4 императиви. Затоа овој труд се обидува на некој начин и многу низа примери ќе бидат прикажани во интерес на времето, не би ги набројувала. Тоа што особено беше внимание посветено на тоа како терористите рекламираат својата кауза, преку кои медиумски платформи, нивната манипулација на современите комуникации, како и на потенцијалното влијание на овие нови медиуми. На некој начин во иднина може да констатираме дека технолошкиот развој значително ќе придонесе за реализација на одредени терористички инциденти кои претходно би биле и незамисливи. И затоа може да констатираме уште еднаш дека терористите најдоа влијателен партнер во медиумите, кој ќе им помогне да добијат на некој начин внимание на јавноста за групата и за незините барања. Јас ви благодарам на вашето внимание. Со оглед на тоа што ги исцрпивме сите презентации кои беа предвидени во денешниот панел, јас пред да заклучиме оваа сесија, пред да ви дадам простор, јас се поблагодарувам на сите учесници за нивното физичко присуство. Имаме и колеги кои се поврзани со овие теми, особено колегите од Босна и Херцеговина, колегата од Германија, колегата од Латвија, колегата од Италија и така натака, кои ќе продолжат да дискутираат нови безбедносни теми преку платформата Zoom од 17:30 часа. Подразбирали изречени не се денеска физички меѓу нас. Ви останува простор за дискусија. Ако сакате повелете, значи
подиумот е ваш, ако имате неки потомци од прашања, или ако сакате да порелаксирано без маски, можеме да предискутираме надвор. Колега, вие имате? Да, може да се може политичката сага за тоа што не слушате Пошче, Унгарија, така? Така. Задоволството ми е поголемо на што сте пренеслика. Благодарна за истражувањето, за презентираниот труд. Може би малце би сакал повеќе да дознам од вас за методот што постои. Се согласувам со вас дека образованието е клучно, еден од клучните теми во општеството кој што треба да инициира елиминирање на стереотипите и на страва како фактор за меѓугрупни конфликти. Тоа што би сакал да знам е на која возраст беа текот децата што беа истражувани, бидејќи знаеме дека сега децата во нашата држава започнуваат образовен процес од 6 години. Прашањето ми е колку развиена свеста кај нив за припадност на етничка, на друга етничка група, дали воопшто го разбираат тој термин. И второ би сакал да знам дали истражувањето се базираше само на два цртежи, од една страна и од друга страна на листот, на едната каде што се видат тие самите насликани, на другата неги припадник на друга етничка група, бидејќи во заклучоците имате потенцирано дека толку процентот македонците и албанците не ги гледаат припадник на структурна етничка група, ниту како имагинарен и абстрактен пријат. Дека не го перцепираат, не могат да перцепираат. Сега баш ме интересира резултатите од анализата на цртежите. Како значи цртежите ви донесуваат да донесете заклучок, да се издржи заклучок дека некој значи припадник на друга етничка група може да биде перцепиран како пријател или спротивно на тоа како непријател или му има имагинарна смисла како пријател. Се согласувам. Говорам за почнението, најпрво било сум ужасно поголемица, ја тестирам научно да кажем дека ние летите изживна граница, а дека да значи, од 17 нема разлика. Така тоа било да направи планен квартал и на битка. Значи, исто принцип техника е сега, исто така, резултатите покажуваат дека притока се чисти стереотипни предрасуди се додека ние не ги контаминираме. Јас со етички принципи не ги прикажам примите за тежите, тука има значење за тежите има детерминистично значење. И лично не знам да ви кажам, нечени се тежи прекорирана книга и не знаеме чија, ако сакате можам да дојдам да ви донесам да ви подадам сега. И видите цртежите дека колонирата на телото, на трупот, на коите се единица децата на децата, кои са 4 институти, како европейски асоциации за сигарета, нема разлика. Значи, тие децата исто се процепираат како себе си. Разликата е во тоа што кај албанската група на деца доминантно има потешкотија во нивната перцепција другиот да биде тоа што е најблиско до него. Покој што во некои случаи во различни училишта, во различна смена, живеат во иста општина, во истиот град. Сега водност на етничката припадност, и сега е на тој начин да се обвезува на деца на 6 години, и тоа исто така да се така што инструкциите за нив беа адаптирани на нивната поста. За може само да се инструира во нивната глава таа идеја. Значи, некој може да има некаква сугестија, јас да го сугерирам процесот на тестирање. А како знаеме ние дека ако нашите сигнали на последната за фантазиите, не се подредат. Тоа е суштината на проективната техника, затоа и се рефлексира. Значи, прецени колку искам прирачникот се разпорирање и мерење на параметрите, што го правиле Даниел Бартал и една директна пријателите со социјални психолози, и тоа има работено со уредник и го стандартизирала да била на група на деца. Значи дека јас тој инструмент можам да го применам, и на наша група на деца, не само треба да го приемам во некој контекст. Што е работи поразлични.
Палестина и Израел да не го така да слава дека дали има некој прашање? Ако нека продолжиме на ручекот во понеформална атмосфера, уште еднаш ви благодарам и посакувам на домашна успешна работа и 40 студија.